Благодарам, господине председавач. Прашањето кое го денеска коментирам е поставено на 11.11.2022 година, а беше актуелно од јуни 2022 година. Сепак има една народна подобро касно него никогаш и затоа сум јас задоволен од одговорот, бидејќи актуелноста на ова прашање никогаш нема да застари, особено што манипулацијата и вештачката паника за недостиг на огревно дрво и понатаму ќе биде актуелно. Особено што некои издруженија на пензионери се уште ги нема добиено дрвата кои ги имат платено во март или порано. Токму затоа, кај некои председатели на издруженија на пензионери постојат сомневања дека постои спрега помеѓу поединци, односно подружници на јавното предпријатие Национални шуми и приватни сечачи на дрва, дури се сомнева дека постои организиран криминал. Искрен да бидам, и јас се во тоа сомневам. Моето прашање имаше две подпрашања. Првото подпрашање беше кои мерки планира владата да преземе да се неутрализираат криминалните групи кои се занимаваат со сеча на дрва. И сакам да истакнам дека сум задоволен од мерките и активностите кои ги презема Министерството за внатрешни работи заедно со шумската полиција, но не и од резултатите. Второто прашање, дали е можно здруженијата на пензионери да склучуваат договори директно со јавното предпријатие Национални шуми? Со одговор на ова прашање сум задоволен, бидејќи јавното предпријатие од Национални шуми не сака да преземе никакви обврски, а од друга страна бара парите да им бидат уплатени пред време. Ја поздравам иницијативата на министерот за шумарство, водостопанство, што е подготвен да овој проблем заеднички го решаваме и мислам дека во иднина треба заеднички пензионерите, односно Сдруженијата на пензионери, партијата на пензионери, Министерството за шумарство да идната година не се појавуваат такви проблеми. Немам дополнителни прашања. Благодарам.